Вечно я сакам постоја своја, Скопје каже ми. Јавниот сообраќаен превоз информира дека учениците од прва година средно образование кои ги исполнуваат условите за бесплатен превоз билетите ќе ги добијат во матичните училишта. Всушност, додаваат од јавниот сообраќаен превоз, сега ќе им бидат дадени времени билети, кои во меѓувреме ќе бидат заменети со Скопска. При тоа, се додава во него, неопходно е да достават потврда од училиште и да платат еднократен надомест од 200 денари за изработка на картичката. Од јавниот сообраќаен превоз потсетуваат дека средношколските билети за бесплатно користење јавен превоз важат за сите линии во период од 5 до 24 часот, односно, единствено не важат за користење на ноќни линии. Синоќа, во Реонскиот парк започна празнувањето на општината Ѓорче Петров, со настанот насловен на Корзово Ѓорче, пред платформата Тинекс и со настапот на бендот Ретро Вибес, повеќе генерации можеа да уживаат во богатата културно-забава програма, која ја подготви општината Ѓорче Петров за своите граѓани. В сабота, жителите ќе уживаат во киното на отворено на игралиштето Бранители во Волково, со почеток од 19 часот и 30 минути, а ќе биде прикажан филмот Те доажи мене, во режија на Маријан Гавриловски. Градоначалникот на општина Центар објави дека е распишан јавниот повик преку кој 90 корисници во своите домови бесплатно ќе добиваат помош и поддршка од страна на стручни и обучени лица. Негувател ги посетува 3 пати во неделата по 2 часа. Корисниците добиваат помош при извршување на основните домашните задачи и набавка на прехранбени намирници или лекови, физиотерапевт ги посетува 2 пати во неделата по 1 час. Корисниците добиваат физикална терапија, односно масажа социјален работник, ги посетува еднаш во месецот и се информира за потребите на корисникот од услугите вклучени во самиот проект. Преку проектот помагаме нашите баби и дедовци да имаат полесна старост и среќни пензионерски денови, напише Герасимовски. Општина Ѓорче Петров, како дел од својата еколошка политика, организира голема акција за собирање кабаст отпад. Оваа иницијатива е наменета за граѓаните кои сакаат да се ослободат од мебел, бела техника и други предмети што повеќе не им се потребни. Во периодот од 30 август до 1 септември ќе бидат поставени контејнери за кабаст отпад на повеќе локации низ целата општина. Во некои делови на општината отпадот ќе се собира директно во контејнери, додека во други, специјализирани возила ќе го транспортираат одложениот отпад. Дивите таксисти го преплавија Скопје откако јавниот превоз речиси колабираше. Граѓаните по долгите чекања на автобуските станици се решеваат да влезат во прво такси кое ќе им дојде, а тоа е најчесто нелегално. Сашо Рајчановски, председател на групацијата на автотакси превозници, вели дека алармантен е бројот на нелегални такси превозници. Поради преголемиот број на повици кон легалните такси компании, тие не се во можност да им излезат во пресрет на граѓаните кои се принудени да ги користат овие нелиценцирани такси возила. Секако ваквото возење не остава последици, па така наместо стандардната цена од 150 до 200 денари граѓаните плаќаат по 400 до 500 денари. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ја